Ова се настаните на денот. Томограф и магнетна резонанца за Општа болница Охрид и за специјалната болница Свети Еразмо. Изградба на нов погон за производство на електрични полначи во Охрид. %90 од жените предприемачи во земјава поседуваат само микро или мали бизниси. Приведен првоосомничениот за убиството на Тот. Русите негираат дека во Украина се користи хемиско оружје. За најавените и за останатите содржини за денес, ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес свежо утро, а во текот на денот сончево и потопло време со максимални 18 степени, во текот на ноќта кон четврток ведро и свежо. Утре локално во северните и североисточните делови на Европа времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и ветар. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност, топло со дневни температури во пораст и над повеќегодишниот просек за овој период од годината. Утре на Балканскиот полуостров времето ќе биде сончево со локална облачност, ветровито и топло. Максималните дневни температури на Балканот од 17 до 22 степени. Во Македонија во четврток свежо утро со утрински температури од -2 до +6 степени. Во текот на денот сончево и топло време со северозападен и североисточен умерен ветар. Во југоисточните делови слаб југоисточен. Максималните дневни температури во земјава утре од 16 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток времето претежно сончево и топло, минималната температура 3 додека дневната 18. Во петок веќе сончево и топло со пораст на температурата на 19 степени. Во сабота во нашиот град умерено облачно време, сончеви периоди и дневна температура до 18 степени, а веќе во недела промена на времето, ќе биде облачно со пообилни врнежи од дожд. Пад на дневната температура на само 7 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Томограф и магнетна резонанца за Општата болница од Охрид и специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо од Охрид. Министерот за здравство Беким Сали информираше дека станува збор за добиена донација како дел од ИПА програмата за брзо справување со ковид кризата, именуван како брз одговор за здравствени закани. Министерот за здравство Беким Сали денес во рамките на доделувањето на донацијата на Универзитетската клиника за пулмологија и алергологија во Скопје, каде е и отворен оддел за компјутерска томографија, изјави дека и Општата и специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид ќе добијат томограф и магнетна резонанца. Дел од оваа донација се и 5 компјутерски томографи и 3 магнетни резонанци. Тоа ќе бидат 5 компјутерски томографии ќе бидат распределени во Општата болница во Куманово, во Прилеп, Кичево и Охрид. И 3 магнетни резонанци ќе бидат распределени во специјалната болница во Свети Еразма, во Струмица и во доколку не се лажам, и уште една болница има. Навремената диагностика е многу важна, а со снабдување со современа опрема возможуваме рана детекција и третман на пациентите, особено со пост-ковид компликации, објасни министерот Сали. Ова е тоа што недостасуваше на нашата клиника, кажа директорот на Универзитетската клиника за пулмологија, професор доктор Дејан Докич. Во последниве 5 години забележа значителен развој, пред се со формирањето и пуштањето на употреба на молекуларната, лабораторијата за молекуларна диагностика, лабораторијата за биохемиски анализи, криобронхоскопија и аргон плазма, кој што возможува отстранување на тумори од бронхијалното стебло без да пациентите одат на класична хируршка интервенција, набавен е рентген апарат, дигитален, апарати за неинвазивна вентилација, ехо апарати и така натаму. Оно што недостасуваше во мозаикот на сликата на успешна универзитетска клиника беше компјутеризираната томографија. Меѓутоа, со помош на владата на Република Северна Македонија, сведоци сме за денешното отварање на одделот за компјутеризирана томографија при нашата клиника. На нашата клиника во годината пред епидемијата се остварени 22.198 амбулантски прегледи и 5.060 контроли. Што значи имаме преку 27.200 посети од страна на пациентите на нашата клиника. Од сите тие, околу 2.000, конкретно 2.195 пациенти, кај нив се ординира компјутеризирана томографија годишно. Станува збор за добиена донација преку ИПА програмата, дел од програмата за брзо справување со ковид кризата, именувана како брз одговор за здравствени закани. Апаратот кој го доби клиниката за пулмологија има висококвалитетна рентгенска цевка која работи со ниска енергетска моќ и овозможува јонизирачко зрачење на пациентите да се намали за 80%, брзо скенирање за околу 15 секунди, висококвалитетни слики кои овозможуваат диагностика и на интерспецијалните болести кои досега беа недостапни за диагноза, потенцира професор доктор Докич. Тој објасни дека резултатите ќе се добиваат многу брзо веќе следниот ден, за разлика од сега кога пациентите резултати добиваат за 5 работни дена. Прво осомничениот за убиството на ракометарот Тот А.Ѓ, 28 годишен, е приведен и спроведен во затворот Скопје за издржување мерка притвор. Лицето синоќа околу 1 часот и 20 минути само се предало на полициски службеници од оперативниот тим потраги на подрачје на населбата Аеродром. Истиот околу 2 часот по полноќ е спроведен во казнено-поправната установа затворот Скопје за издржување на мерка притвор, одредена од надлежниот суд, информира Министерството за внатрешни работи. Тој беше баран по потерница на основното јавно обвинителство од Скопје поради основано сомневање за сторено кривично дело убиство. Над 90% од жените предприемачи во земјава поседуваат само микро или мали бизниси. А причина за тоа е менталитетот. Токму затоа женската бизнис заедница изработи национална стратегија за женско предприемништво и платформа за економско јакнење на жената. Женскиот бизнис сектор ќе бара враќање на фондот за женско предприемништво во Министерството за економија.
Жените предприемачи треба да го добијат заслуженото место. Сдруженијето на бизнес жени во земјава изработи национална стратегија за женско предприемништво и платформа со цел економско јакнање на жената преку поттикнување на женското предприемништво. Иако жената се смета дека многу посовесно и поодговорно го води бизнисот, сепак во земјава дури 90% од жените предприемачи поседуваат микро или мали бизниси, а причината за тоа е менталитетот. Жената, за да може да работи, нормално ни треба да има пред се имот на свое име, затоа што бизнис не расте доколку нема вложување. За да може ние да вложуваме во собствените бизниси, мора да имаме нешто на наше име. Ние сметаме дека тоа мора да се промени и дека треба да се остави дел на жената за да таа има нешто со што може понатаму да тргне. Од друга страна, евидентно е дека банките баш поради таа причина помалце даваат кредити на жените предприемачки затоа што немаат што да стават под хипотека, немаат залог да стават и така натаму. Значи, од таа причина нашите жени предприемачки се во микро и мал бизнис. Тоа значи дека тие вложуваат собствени средства, позајмица од фамилија или од пријатели. Во сите плански региони во земјава ќе се формираат совети за жени кои како засебни тела ќе го напредуваат женското предприемништво. Целта е да се дава помош во финансии и едукација за жените да се вклучат во предприемништвото. На жените предприемачки им е потребна помош од секаков вид. Прво, пристап до информации, затоа што во секојдневното работење знаеме дека жената многу малце посветува време на сопствена едукација, на пристап до информации, не стигнуваат вистинските информации за искористување на средства, за искористување на можности, за искористување на обуки. Така да ние работиме на ширење на веста во врска со женско предприемништво. Тоа е на локално ниво и на национално ниво. Ги детектираме невладиниот сектор, детектираме жени предприемачи кои што се и на кои им треба оваа помош. Ево сега треба да пратиме 5 организации на обука кои што ќе го вратат фидбекот во нашиот регион, а понатака ево се очекува и првиот форум да биде, каде што ќе бидат сите градоначалници присутни, ќе бидат женското здружение, партнерите тука, баш буквално да се презентира онака како треба понатака да работи стратегијата да се имплементира на локално ниво и како ние по таа стратегија ќе ги одработиме активностите. Бизнис секторот ќе бара враќање на фондот за женско предприемништво во Министерството за економија, кој годинава е укинат поради малиот интерес и неискористеност. Ако тој фонд не бил искористен, значи дека мерката едноставно не парирала со можностите на жените. Најверојатно имало некои критериуми кои што не можат тие да ги постигнат. Така да мислиме дека треба да се видоизмени повекот за да можат жените полесно да стигаат до тие средства. Градоначалниците од југозападниот регион во земјава и 60 на невладини организации веќе ја потпишаа декларацијата за развој на женско предприемништво. Изградба на нов погон за производство на електрични полначи во Охрид, нови работни места, но и вложување во други индустрии во земјава. Најавуваат од групацијата Костал. Вице-премиерот Битики најави и поддршка од владата за компаниите кои ќе инвестираат во земјава. Групацијата Костал најави изградба на нов погон за производство на електрични полначи во Охрид. Со новите инвестициски планови на групацијата беше запознает вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики. При тоа Битики кажа дека владата дава поддршка на компаниите кои ќе развиваат вредносни ланци во нашата земја. Ова е одговор на глобалната криза од која се бара излез со партнерско и паметно делување, рече при тоа вице-премиерот. Ова е производство со висока додадена вредност, што е исклучително важно за развојот на нашата економија. Секако дека веќе зборувавме и за потпишување на нов договор за државна поддршка и на овој нов голем значаен проект во вредност од 25 милиони евра со нови 200 вработувања во првичната фаза, а со кој е планирано производство на овие полначи на електрични и хибридни возила да започне во 2024. Досега Костал има вложено над 100 милиони евра во погонот во Охрид. Планира од 2024 година тука да ги произведува сите системи на полначи за возилата Volkswagen како Passat, Škoda, Octavia, Audi, Porsche, кажа Виктор Мизо, генерален директор на групацијата Костал Охрид. Планот за таа инвестиција од 25 милиони и 200 нови вработувања, како што беше посочено од страна на вице-премиерот,
сектор има потенцијал да биде дури зголемена на 40 милиони евра и 350 нови вработувања. Тоа ќе биде нешто што ќе биде одлучено во нашите разговори со Volkswagen во следните 2 до 3 недели. И тоа значи дека ова ќе биде технолошки најсофистицираниот производ кој се произведува во рамките на Костал групацијата и ќе се произведува за Европа токму овде, но истовремено ова ќе биде и најтехнолошко напредниот производ кој се произведува во Македонија од било која компанија од автомобилската индустрија. Исто така беа представени планови за излез од економската криза во која се наоѓа автомобилската индустрија, а беше посочено и можно инвестирање во производство на електрични возила во Охрид и земјава. Во работната посета на групацијата Костал беше и замени германскиот амбасадор во земјава Ото Граф. Веќе трет ден најголем дел од вработените во училиштата и градинките штрајкуваат. Директорката на јавната образовна установа Детска градинка Јасна Ристеска Ирина Милеска не информира дека штрајкот се одвива нормално. Околу 60% од вработените во градинките штрајкуваат, а 40% не штрајкуваат. Согласно Законот за заштита на деца во предучилишна установа се врши прием на децата во нашата градинка со намален број на деца, вели директорката. Приемот на деца се врши во сите објекти, освен во објектот во Радојца Новичиќ. Децата од тој објект се примаат во објектот Развигорче, информира директорката Милеска. Согласно програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година, Општина Охрид објави јавен повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување, инвертер клима уред за 2022 година. Општина Охрид со цел да ги стимулира жителите на Општина Охрид, односно домакинствата, за примена на посовремени уреди за затоплување на своите домови, кои се поекономични, енергетски поефикасни и еколошки прифатливи за околината. На жителите кои имаат купено инвертер клима уред во 2022 година, ќе им надомести дел од трошоците направени при набавка на уредот во висина од 50%, но не повеќе од 15.000 денари со вклучен персонален данок на доход по домакинство. Јавниот повик ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Заинтересираните граѓани барањето можат да го превземат од официјалната веб страна на Општина Охрид и заедно со останатите наведени потребни документи во затворен плик да го достават до Комисијата за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните за набавка на посовремен уред за затоплување инвертер клима за 2022 година во архивата на Општина Охрид на адреса улица Димитар Влахов, број 57 Охрид, секој работен ден од 9 до 15 часот. Јавниот повик ќе трае заклучно со 30 април 2022 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од буџетот на Општина Охрид за оваа намена во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв. Екипите на јавното предпријатие Еремја од Вевчани ја исчистија дивата депонија кај Костојчини. Се исчисти дивата депонија у Костојчини во општина Вевчани. Екипите на јавното предпријатие Еремја од Вевчани рачно работеа 2 дена, транспортирајќи 6 трактори со шути натрупан отпад. Апелирам да не се фрла повеќе отпад и да се внимава на заштитата на животната средина, напиша на својот Facebook профил градоначалникот на општина Вевчани Спасе Кочовски. Југозападниот регион имал најмногу несобран отпад за време на пандемијата и овој регион се справува најлошо во собирањето со комуналниот отпад во целата земја. Ова го покажува анализа на податоците на Државниот завод за статистика за создаден и собран комунален отпад за 2020-та. Подетално, минатата пандемска година во Југозападниот регион биле создадени 184.283 тони комунален отпад, а собрани биле само 56.370. Тоа значи дека над 130.000 тони отпад останал несобран по диви депонии, закадувајќи го воздухот и почвата. Според податоците на Државниот завод за статистика, најдобро се справил Скопскиот регион, кој од над 172.000 тони успеал да собере 170.000. Југозападниот регион го сочинуваат 9 општини, тоа Вевчани, Дебар, Дебрца, Кичево, Македонски Брод, Охрид, Пласница, Струга и Центар Жупа. Во продолжение вестите од светот. Руската амбасада во Вашингтон ги отфрли како неосновани тезите на портпаролот на американскиот State Department Нед Прайс за можноста за руска употреба на хемиско оружје во Украина како неосновани.
Портпаролот на Стейт Департментот рече дека нашата земја би можела да користи хемиско оружје во светло на наводната неуспешна воена операција во Украина, през повторно со празна реторика без да ја подкрепи со ниту еден доказ, вела од амбасадата. Руските дипломати во Америка тврдат дека руските вооружени сили немаат и не може да имаат било какво хемиско оружје, бидејќи Русија го елиминира целото свое хемиско оружје во 2017 година. Полицијата во Њујорк се уште трага по напаѓачот кој активира 2 чадни бомби и отвори оган во преполниот вагон на метрото, при што се повредени најмалку 20 лица. Напаѓачот веднаш побегнал од местото на злоустворството и се претпоставува дека сам дејствувал. Мотивот се уште е непознат. Нападот се случил додека во метрото влегувало во подземната станица во квартот Сансет Парк во Бруклин. 10 лица се директно погодени од огнено оружје, 5 се во критична, но стабилна состојба. Според очевидци, напаѓачот во метрото бил крупен маж, облечен во портокалов елек, сива тренерка, зелен шлем и газ маска. Полицијата се општи дека тој испукал 33 куршуми од полуавтоматски пиштол Глок калибар 9 мм, што подоцна бил пронајден заедно со 3 шаржери муниција, секира и канта бензин. Властите во Шангај во Кина денес предупредија дека секој што ќе ги прекрши строгите правила од COVID-19 ќе биде третиран ригорозно, а во исто време го повика населението да брани својот град, бидејќи бројот на нови случаи се зголеми на повеќе од 25.000. Градската полиција ги објави ограничувањата кои се во сила за мнозинството од 25 милиони жители и ги повика со едно срце да се борат против епидемијата и работат заедно за рана победа. Властите ги предупредија сите жители, од кои милиони се затворени во своите домови и се борат да ги добијат неопходните дневни потреби, да не шират лажни информации или фалсификуваат патни карти или други писмени одобренија. Шангај пријави 25.141 нов асимптоматски случај на COVID во вторникот, од 22.348 еден ден предходно, асимптоматските случаи скокнаа на 1.189 од 994, соопштија градските власти. Нов Зеланд денеска пречекува стотици патници од Австралија за повторно отварање на границата со соседната земја првпат од средината на 2021 година, откако владата почна да ги облажува се по-непопуларните мерки за борба против коронавирусот. Нов Зеланд имаше некои од најстрогите ограничувања во светот за време на пандемијата, а неговите граници се главно затворени од март 2020, освен краткорочната дозвола за патување со Австралија минатата година, суспендирана по неколку месечно ширење на COVID-19. Новозеландската премиерка Джасинда Арден изјави за австралиската телевизија дека е исклучително возбудена поради повторното отварање, а Air Нов Зеланд соопшти дека денес има речиси 11 полни летови од Австралија. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.